Океј, ние ги земем со официјална информација после собствено на Кризен штаб, тука и дани мислам ќе се договориме со неа што ќе пуштиме информација, нормално ќе водиме медиумите. Одделна втора точка е проблемот што е со болеста општа сипаница која што се појави на територија на општина Делчево и веќе имаме некои локации, значи појава на истата. Членот законот вика заштита спасување на животни и производи од животинско потекло, член 89. Заштита спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло, действијата на природните непогоди, епизоди и други несреќи. Превентивните мерки за заштита спасување на животните и производите од животинско потекло ги спредуваат надлежните органи и институции во нивото на секојдневното работење. Во спредувањето на оперативните мерки покрај надлежните органи и институциите учествува и дирекцијата со своите единици и тимови со окажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандарти и парични средства на местото на повредувањето и транспортот до советните ветеринарни установи. Значи дирекцијата е директно надлежна за дирекција за храна и ветеринарство. Да, општо е. Значи имаше некое барање од страна на АХВ до нас како општина Делчево за помош на истото. На согласно закон кој што е донесен 2023 година е предвидено дека општините немаат надлежност да прават депонии од овој тип и ние покрај тоа што поднесовме барање од страна на општина Делчево до Министерството за животна средина не ни дозволија да се направи таква депонија затоа што има закон кој што предвидува депонија во Росума, кој што е национална депонија. И ние како општина Делчево не можеме и не смееме да имаме депонија таков тип, тоест за заловување на добиток на општинско или на државно земјиште. Единствената можност е да се закупува на приватно земјиште, тоест на земјиште на собственикот на самото стадо. Тоест таму е изричито нагласен законот во тој дел и мора да биде со претходна дозвола на самиот собственик. Нормално терето секој пат паѓа на собственикот на стадото и истиот треба да го организира нештото во корелација со Агенција за храна и ветеринарство, а пак Агенција за храна и ветеринарство има можност законска да потражи помош од локалната единица како директно надлежна за спроведувањето на нормативите за заштита на здравјето на луѓето. И веќе има неколку барања и неколку препратки од Агенција за ветеринарство до општина Делчево, кој што се тражи некаква помош во дело на вршењето на искупот на самата тука. Ние како локална самоуправа поднесовме едно барање до јавното комунално предпријатие, значи таму се согласни, но тражат барање за обезбедување на поддршка, а не акт со кој што јавното комунално предпријатие Бегалница ќе му се утврди конкретна законска обврска за извршување на наведените активности и тражат да се каже точно конкретна локација, конкретен обид и вид на земјиште и секако најбитно дали е опасно по здравјето на регионите и дали они лично ќе вршат нештото. Значи ние го понесовме до АХВ самиот документ, се уште нема документ, во меѓувреме добивме еден документ, дававме и на писател на совет, кој што и он и по локација е ветеринар и работен во АХВ, од кој што треба да ни го врнат истиот документ во текот на денот, како што се го направи во Чешиново Облешево, за да можеме и ние да пристапиме кон исток. Значи до тој момент немаме добиен таков документ, но се надевам дека во текот на денот ќе успееме да го добиеме за да можеме и ние како локална самоуправа да му наложиме на јавно комунално предпријатие со основните барања да го врши искупо, но пасно нагласа дека мора да биде по протокол на Агенција за храна и ветеринарство како директно надлежни и најстручна во тој дел. И битно тоа е исто така да се каже е да се внимава во транспортот на добиток, особено во прилог кој што е веќе правено на територија на Делчево, тоест да нема мешање на самите стада, да бидат стриктно изолирани самите стада. Исто наши ветеринарни доктори кои што ги превенира и кои што ги лекува добитокот да бидат секој пат соодветно дезинфицирани со соодветна опрема, затоа што и човекот може да биде фактор како преносител на самата заразна болест, секако вршењето на оплодувањето на самите животни да не се врши оплодување од други стада, затоа што исто така со самите
само до пренесење на машки кај стадата може исто така да се пренесе, значи самата болест и така натаму, така да треба да се засилат и малку мерките во тоа дел, затоа што таа е, колку што разбрах и колку што имам сознание, бескрупулозна е таа болест и може да доведе до комплетно уништување на сите стада на територијата на општина Делчево, ако не се преземат соодветните мерки и ако самите собственици на стадата не си само првично самите себе заштитат, особено во тој критичниот период. Това е во дело на да не се расшири самата болест и да се заштитат самите стада. А во дело на веќе дека имаме лоцирани жаришта, таму држава да си врши, како што кажа и членот законот, си врши исплата на обештетување за сам погрбо на добиток и мисля дека и во корелација со нас како локална самоуправа и во корелација со АХВ и во корелација со собствениците на истите треба да се колку е можно час поскоро да ги добиеме сите препратки и да можеме и ние како локално да постапиме од тој дел и нормално и Агенција за храна и ветеринарство да може да постапи за да се санира првичните жаришта. Мислам, јас толку сум стручен, толку мога да кажа, како што можеш повеќе нешто да ни кажеш за това што начинаме на што зашти искусување во намесите, како што кажа, разкажуваме рачункот за оваа точка, втора, значи актуелна тема, актуелна болест, која што ги тангира повеќе општини и за себе повеќе општини. Лажал болеста прави економски загуби, тоа е целта, фактички истека да биде оклучена, да не се шири, затоа што искуство покажува дека смртноста не е голема, но загубите се големи. Намалена продуктивност, забрана за фактички за продавање на леко, продавање на стока или продавање на некои продукти. На територијата на општина Делчево до сега има евтаназирано 3 стада, 2 стада во село Гигла, едно стадо во село Дарно. И се така има сонужи на повеќе и веќе потврдени и уште други 3 стада, село Дранче 2 и село Разлаци. Целта е да бидат одличени, како што кажат, да не се шири, но веќе може да се каже дека на целата територија. Иначе сосед на македонската граница, билансот е 90% веќе евтаназиран, остануваат само 2 стада, село Турица и едно македонската граница. Целта на оваа точка, отварање на оваа точка, според мене исто така и да оформиме, да образложиме, но да мислиме некаква одлука, ако може да помогне на јавното предпријатие, законски да постапува да помогне. Во повеќето општини, не во повеќето, во сите општини, главен партнер е јавното предпријатие и сега да помагаат за како направено тоа законско решение, дали преку совет, дали преку било што. Важно, освен машини, освен инфраструктура, се користи и други работени што се санитарно предпријатие да помагаат за самиот процес, но тоа не е важно. Најважното е кај што се потврди болесни, кај што веќе има решение од Агенција за храна и ветеринарство за да бидат евтаназирани, е битно да не се шири во однос на тоа што самите јави, самите битки да бидат далеку или како што некои од нашите колеги сака исто на СОТ да предложат деме кај да направиме дупка на самата депонија. Тоа е сосем различно и погрешно, затоа што, например, од село Разлаци, пример, сега што е ставото, додека и донесен да направиме поголема пења, колку нешто да решиме. Така да, ако има и некоја опција, во однос на тоа да помогнеме на директорката и на јавното предпријатие со некоја одлука или штабот задолжува или не знам како, за да биде многу побрзо почнеме да ја реализираме таа акција во Делчево, затоа што според тоа што гледаме, пикот на болеста во Делчево сега почнува во најголем дел, тоа што кажам, има други стада кои што уште самите соци не се појавени или немаат сомнеш дека постои голем процент ќе дојдат, туку веќе отвараме темата што повеќе да се спасат, затоа што економски загуби ќе има, но ако се умножи целиот процент на сите стада на овци и на овци и на кози, рачунете дека цените на истите ќе бидат големи и ќе бидат забранети за консумација, макар
според много информации и според това што го имаме информация за болестта е дека не се пренесува на човек, но имаме случаи во село Библо, каде што и само социјалистичко исто беше така со симптоми на варичело. Само прележало претходно или не прележало како мала, тој бил прашан. Така да видиме дали можеме некаква одлука да донесеме или задолжение или било каков документ да ја лестиме работата и на директорите и на јавното предпријатие се со цел да ја почне којашта акција. Првите евтаназии во село Бигла и претходно во село Габрово буквално беше со контакти со лични пријателства. Деве Кристијан ајде земи на машината, дојди да помолиш ти, дојди да помагаш да товараш, а од друга страна исто така правиме грешки, тие што помагат да ги заштитуваме, може исто така да пренесат, како што каже граничонкот. Едни од причини за пренесувањето е непочитувањето на биосигурноски мерки, односно одиме со исти јавишта, со исти облики, и потоа одиме во други стада и направиме поголема бега отколку фајда, на нашо кажење. Например, болеста во село Габрово беше пренесена, како резултат класичен пример, значи Агенција за храна и ветеринарство почна да пишува казни, зашто треба да бидат големи. Стадото беше евтаназирано во Кратово, овци и кози, овците евтаназирани, козите скриени и донесени во Габрово. И сега факчи дупол криминал се прави. Казна треба и за собственикот во Кратово и за собственикот во Делчево. Непочитувањето на мерките само ја шири и ја комплицира болест. Благодарам. Сега тука хранење дописот што од комуналното да прочитах. Значи во кој што јавното комунално предпријатие единствено наведено дека е на располагање да се заврши самата активност и дека пред евентуално ангажирање на работниците и механизациите потребно е писмено да се утврдат конкретната локација на која треба да се извршуваат активностите, конкретниот обем и вид на земјите и другите работи, начинот на извршување на активностите и лицето задолжено за координација и надзор, мерки за безбедност и здравје при работа и потребната лична заштита, опрема за самите ангажирани работници, ветеринарно-санитарни мерки кои треба да се применат, начинот на дезинфекција и деконтаминизација и намена на самата механизација и опрема по завршување на работата, субјектот надлежен за обезбедување на средствата за дезинфекција и исповедување на ветеринарната санитарна мерка, начинот на покривање на трошоците што би предвидел од ангажирањето на механизацијата, работниците, горивото, работни часови при повремената работа, дезинфекцијата и ветеринарните други метални трошоци. Значи, посебно ми покажуваме дека јавното комунално предпријатие како работодавач има обврска до безбедни услови за работа на своите работи и не може да ги упатува на работа која може би представува потенцијален биолошки ризик без претходно утврдени соодветни мерки за заштита, опрема и начин на безбедно извршување на работа. Воедно имајќи предвид дека самата механизација на јавното комунално предпријатие е собственост и основно средство на самото предпријатие, нејзиното ангажирање на локации со потенцијален биолошки ризик мора да биде проследено со јасно определена постапка за заштита, дезинфекција и деконтаминација, како и со утврдување на начинот на покривање на евентуални трошоци и штети. Јавното комунално предпријатие не го одбива барањето за соработка, напротив, предпријатието е подготвено да обезбеди техничка и логистичка подршка доколку се тврди соодветен правен основ и доколку се исполнуваат условите за безбедно и законито ангажирање на самите расположливи ресурси на самото предпријатие. По основањето на държавната организација, изградување на наредените услови, на предпријатие без граници, влизащи процека на своите расположливи човечки технички капацитети и ќе постапи превод на своите законски надлежности и можности. Значи, това е исто добавяње до несо отрасъл, но треба одаква днеска да се принесат, за да можем да могат јавното комунално предпријатие да могат да се случи нещо като това, што какво. Ако може да унесеме само одлука да се користи машини. Значи, дезинфекцијата и заштита на сите учесници во акцијата и да врши ветеринарното друштво надлежно зависи за кој става основа. И претходно и после тоа, значи, прави дезинфекција, уништува опремата и уништува облеката што да носи за време на акцијата. Еве нема да бараме исто така и работници испомош од јавното предпријатие. Секој кај што се јави проблемот, секој ќе си организира работна сила. Третото, исто така,
локацијата на самата јама на депонија исто ги тераме, ако нема собствено земјиште, да даде некој роднина или пријател со изјава на нотар, што и тоа е покриено, нема да копаме кај што ни текне. И другата работа е што само да донесеме некаква одлука, да ја дозволиме законско решение, не знам како точно или одлука или задолжување, само се користи машината, ништо друго. Нема како. Исто на крај на секоја акција и машината се идентифицира, и сите коли, и сите учесници. Са 100% не може да се штитиме, важно се кои се прави дезинфекција, затоа што и во записникот инспектор што го прави од Агенција за храна и финансство влегува дека и тоа задолжување што треба да се прави. Само треба прво време, значи проблем не Вика дека она е подредена. да држава. Вика појде само треба да се достави за писмено на неја. Тоа што подржила ваква, тоа ги посилата, што ваква да ги достави на Ако може само нешто, Да. во однос на гробницата за купување, мисля дека треба да се провери во планот за заштита и спасување, таму има предвидено и со одлука на совет донесено место за закоп на угинати животни и во детален урбанистички план това треба да е предвидено, тоа место за... Ма добро, јас това за това посилата на незагањето кажа дека има закон од 2020 година во кој што сите тие колективни гробници се укинени со закон, тоест не се одземени на сите општини. И е направена републичка. Да, не може. И плюс, кој што разбира, значи не е добро да се носат од било дека. Това е најлесно е таму дека се на самото место на приватна парцела на самиот собственик на стадот. И ако веќе има такви нотарски документи и се подготвено, само треба да се поднесе едно барање дека комунално предпријатие да го пушти нешто со осудно барање и нема никаков проблем. Тоест треба одаква да одговорат на мене што ми пуштен од општината. Како што одговорили во Очиново, Облешево и како што одговорили во Каменица. Во Пилепсево што нема одговорено. Каменица е отворена. Машина, трактори, производството, работници, Ручок, вечера. Значи, ако ние бираме, како пример во некој општини што беше на пример локации за секој стадо, процедурата е 20 дена. Што значи това? Општината изработува елаборат, кај ќе биде евентуалната дупка и јама, достава ги до јавно предпријатие пасишта, достава ги до животна средина, позитивно ако се изјаснат, треба ние на совет да поминеме и целиот процес е некаде 20 дена. И става најлесно локација да биде на самиот собственик, ја промена локација, која што кажа, со изјава на нотар, на негов пријател, на комшија, на рода и така. Таа е најлесната опција. Втората. Првата опција е многу потешко и повеќе време трае. Например, во село Долица имаше исто така голема штета на едно место. Буквално целиот двор беше со овци. И кои собираваме, значи, беа по едно кило, исушени на жена. Не се додеше, миришеше со непријатна миризма, со поголема опасност да прошириме и фактички за да се прошири и го прошири. Тоа беше. Сега не знам правнички дали има законско решение кој ќе викам да и да внесеме на одлука на кој што ќе улесни директорката да има правна основа да... Ама она не вика дека нема правна основа. Мислам да нас дека зашто би одеше на се не треба да се одговорат на мејл од Агенција за храна и финансови само. Одговори се. А сега си ја викна трета што Ако се одговори тогашка, значи нема потреба да тогашка е завршена процедурата. Да, ако си одговорили. Лисабон има законска основа и тоа е многу пише и статуту во епидемија општина Делче, односно општината јавно предпријатие се работува за и се грижи за здравјето на животите и на нашите сограѓани. Никој нема на директорката да им поднесе кривична пријава, од учество во
акција како што е во некој случај. Како што кажуваме, ќе ме снимаат, ќе ме видат. Дај Боже да снимаат, ќе видат дека работи. Според мен законска обврска е националното предприятие да излезе на 300 пати го кажа без. потреба од некоја посебна одлука да се донесе и посебен заклучок, мисля дека нема на состанокот. Обврска е на комуналното предприятие како институција која е формирана од страна на Словото на општина Делчево да излезне да защити здравето на луѓето и животните на територија. Но не е да ги загрози собствените вработи. Согласно барањето кое директорите да го доставува и општина Делчево го доставува до агенцијата, јас сванах неколку поенти кои ми ги тражат. Првично е кој ќе покрие трошоците за машините и за работниците и второто кое е основно заштитата на вработените кои ќе бидат вклучени. Нема, за да нема да Тражите меѓутоа постапките и процедурите согласно Агенција за храна и ветеринарство имаа се процедури утврдени врз основа на кои се врши затрупување, така да во правилникот за процедурите е утврдена секоја една постапка и процедура на кој начин ќе се изврши стерилизација и на возило и на средства кои ќе бидат користени. Но не да го фатиш и фактот, и тие веќе што се ангажирани на првите те вчера време македонска агенција кој се до 300 овци. Ограничува ги тие веќе што ги пуштаа факт че стварно што са веќе искуство што са професионалци на прво село Цера имавме невин случај лице со епилепсија паднало дупката од сите позити за малку машините го потуши нешто знае така да. Значи сепак има И баланс. самите Сепак има баланс. има ризик секако има, но веќе агенција за храна. Значи, треба Агенција за храна и здравство, Агенција за храна и здравство треба да се одговори на барањето од општината како што одговорила во општина Обречено до Каменец. Дека она е надлежна за спроведена самата акција, дека нема опасност по здравјето на вработените на комуналното и дека е потребно само искуп на парцела која што е претходно са се они го тврдили како Агенција за храна и здравство и собственик на ставот, ништо друго. И нема никаква законска пречка. Да. Само треба да се договори како што одговори на другите општини. Зашто точно дека устадот дека треба да се грижи, но има и на друго дека не е да ги загрози безбедноста на самите работници. Што е стена збор. Точно. Постапката процедура не е ништо комплицирано. Само треба да се. Јас кога што разбрав, пошто ја не го бев прочитал дописот, сега го прочитав, значи кога што разбрав, дописот значи нема они проблем со нешто, само треба да им се одговори одакава за да како што одговори на другите општини, за да може да се постапи. Нема никаква законска пречка. Само треба таму кој е некоја доктор, некоја Ѓурѓа одговорила, треба одговори кај нас. Грета. Да, таа Грета треба исто мела што ја пуштила, само треба да смени општини. Наместо општина Чешин во Брешово треба да стане општина Делчево, това е не повеќе работа од 20 секунди. До сега немате добиено. Јас преска сега пред улицата и скотопираме. Второ е од вас и од јавното предпријатие и од директорката, кажете дека нема. На пуштаме вчера. Така во улица, не знам дали го видела или... Ќе го ресендираме сега доле, ако нема, ќе го ресендираме, не е проблем. Може да ошо во спам или во некај во траш, нема проблем. Ќе сега го пуштиме, нека го најде, ќе го... Дали има потреба да донесеме ни продукт, така, според нас, за сега, за да го донесеме положени постапки, като ми кажа дека има веќе умрени од 250 во села Жлци, може 50 веќе да има умрени и ще се веќе потера. Не се обрени, може и вортовци и кози. Да се зберат бързо. Това е поетата. Ќе дое вркуча да се сосното или кучино и прави по-голема беда, това се го значи цело време. Заклучок што ќе биде по оваа точка втора? Кон што ќе се пристапи? Точно това дискутираме. Значи, заклучок е дека по Това завршување не заклучок. на состанок ќе се скомуницира анализите институција АХВ во случајот да се произнесе по барање на јавното комунално предпријатие, за да може и тоа е дел да биде отклонен. Затоа што слушнавме дека другите пречки се отклонени. Па после точка дојде на совет, предпоставувам. Не, не на совет, АХВ си директно надлежна за спроведувањето на самата постапка.
таа институција која што е најнадлежна согласно член 89 од законот, од предвидениот закон за заштита спасување на животни и производи од животинско потекло, е јасно дефинирано дека е она надлежна како институција, дека она треба да спроведе. Това е дел од закон. Нема законот не е нешто што можеме ние да го разгледуваме. Законот е донесен на многу повисока инстанца. Не сме само пред штаб. Си советот на општина Делчево и локална самоуправа се многу помалечки инстанции од собранието на Република Македонија, кои што ги доноси законите. И нема надлежност тој орган да ги преиначува законите и одлуките на самата инстанција. Кога нема само треба да се произнесат двете институции, во случајот комуналното предпријатие и Агенција за храна и ветеринарство, да се ги дозавршат самите преписки за да може да се пушти таа фамозна машина. Мада и законот дозволува и самиот собственик на стадото може да си го обезбеди закупот лично од негови средства, када не е некоја кој знае ков трошок или голема пречка да се реши. Днешниот состанок, јас ќе ви доставам на мейл, како и секогаш записник, во кој што ќе имаме заклучоци. Заклучоци ќе се однесува дека во наредниот период до 10 септември сите чинители што сме во општинскиот штаб за заштита и спасување ќе превземете поактивни мерки во однос на превенцијата и справувањето со пожари. Ќе ги мапирам улогите на која институција што имаме задача при настанување на пожар и дека Вибер групата и понатаму ќе користиме за координација за сите активности. Може ли? Хвала ви.